Исус е жив и ќе се врати. Гледате насловот на ова наше проучување вечерва. До сега имавме 6 теми за Исус и го следиме патот на Исус Христос и вечерва доаѓаме до таа последна станица што Исус е имал нова планета, додека бил нова земја и ќе видиме што се случило во последните часови, мигови на Христовиот живот, односно ќе го проследиме, ќе проследиме неговата смрт, погреб и воскресение. Што се случило кога Исус веќе бил ставен во гробот, ставиле еден голем камен, неколку силни мажи отракалеле еден камен, го ставиле тука на влезот од гробот, го запечатиле, верувајќи дека повеќе никој не може да влезе, односно оној кој е погребан да излезе, бидејќи знаете Исус зборувал дека ќе воскресне, учениците тоа го зборувале и тоа веќе меѓу народот влегло како информација и затоа претпоставените барале дозвола од Пилат да се стави голем камен и да се стави печат со намера дека никој не сме да влезе, ниту да излезе од тој гроб. Ние малце подосна ќе видиме што се случувало во гробот и како Исус воскреснал. На почетокот да споменеме еден пример со кој ќе влеземе во самото вечерашно проучување. Еден татко патувал со својот автомобил, односно со својот син кој седел позади него на задното седиште. Бидејќи било доста спарно, било топло, таткото го отворил малку прозорецот и преку прозорецот влегла една оса односно пчела во автомобилот. Почнало да кружи внатре, а детето, бидејќи било алергично на пчели, односно да не биде каснато, почнало да вика и рекло: "Тато, тато, јас се плашам." Меѓутоа таткото успел да ја фати пчелата во своите раце, ја држал неколку секунди, а потоа ја пуштил. Детето повторно почнало да вика, но таткото рекол: "Сине, нема причина повеќе да се плашиш, бидејќи осилото од пчелата е на моите прсти, на моите раце. Се наоѓа во мојата рака. И таа нема уште долго да живее, односно да кружи вака, наскоро ќе умре. Јас го примив наместо тебе, тој за тебе смртоносен бодеш, така што повеќе нема опасност." Потоа го затворил прозорецот. Ова приказ на новој татко, почитувани, не укажува или го илустрира оно што се случило тој ден кога Исус Христос починал и кога го погребале во гробот. Едноставно Исус ја примил на себе таа смрт со која ние сме требале да умреме за секогаш. Всушност Исус со смртта своја, кога бил положен во гробот, ни овозможил надеж, ни обезбедил надеж на сите нас. Но тоа не била последната станица на Исус Христос. Значи, гробот не била последната станица на Исус Христос на ова земја. Ние знаеме дека после 3 дена Библијата вели дека тој воскреснал. Но, ајде да се вратиме кај гробот. Тука се стражарите, најсилните, она елитна единица која римјаните имале, биле поставени да го чуваат гробот со намера да не би го украле учениците. Тешкиот камен се уште бил на своето место. Тука бил и римскиот печат, како што зборува самиот текст на Светото писмо. Римските војници биле на стража, но гробот имал, може да кажеме, и невидливи стражари. Кои биле тие невидливи стражари? Тоа биле сите демони, стотици и илјадници демони. Сатаната ги упатил и тие тука да стражерат. Бидејќи кога Исус веќе бил погребан, сатаната почнал да ликува, сатаната се радовал, ги собрал своите демони, им кажал: "Исус е наш." Затоа нека постават и видливи стражари, но ве молам, бидете и вие тука. Тука бидете покрај гробот да стражарете. Но што се случува наутро во недела, драги мои? Еве го текстот. Само од небото дошол еден ангел, бил доволен да ги избрека стотиците и илјадниците демони кои биле тука на гробот, кои седеле на тој камен, и едноставно и самите војници, како што вели текстот, ќе попаднат како мртви. И ете стана голем земјотрес. 2 пати станало земјотрес. Знаете кога првиот пат бил земјотресот? Кога Исус умираше. Во
во петок. Сега во недела, наутро, текстот вели, стана голем земјотрес, зашто Господовиот ангел слезе од небото, пристапи и го одмести каменот и седна на него. Сега немало место повеќе на тој камен да седат демоните. Сега седи Господовиот ангел. Стражарите кои биле видливи за око, станале невидливи, односно станале мртви, паднале поред каменот. А лицето му светеше како молња, а неговата облека бела како снег. Од страв пред него, стражарите треперија и стана како мртви. Интересно што се случува. Единствен Божи ангел се симнува од небото да се спротистави на сатаната и на неговите поданици, злите ангели, кои седеле на тој камен, кои го чувале приодот на влезот до самата гробница. Силата на еден единствен ангел е доволна да застане на патот на сатаната, драги мои. Интересно е што се случува овде. Кога ангелот се приближил, земјата почнала да се тресе, вели текстот. Рековме, такво нешто се случило пред 2 дена во петок, кога Христос беше распнат. Но тоа неделно утро, сега сатанската војска полека се повлекува пред Божиот ангел кој дошол да го повика Исуса да стане од гробот. И што вели текстот понатаму? Еве го текстот. Значи, се случува силен земјотрес, каменот е тргнат, не е повеќе овде на дупката на влезот од самата гробница. Како да се работело за некој каменче, а за не огромен камен од неколку тона, кој требало неколку луѓе да го отракалат, а сега доаѓа ангелот и само како перце, како каменче го трга. Потоа слушнале како ангелот зборува: Сине Божи, излези надвор, твојот татко те вика. Интересно, го виделе Исуса. Го виделе Исуса како излегува од гробот и слушнале како Исус зборува: Јас сум воскресение и живот. Кога ги кажал овие зборови: Јас сум воскресение и живот? На кој настан ве подсетува? На настанот со Лазар, се сеќавате? Кога Марта и Марија го изгубиле нивниот брат, а кога Исус дошол во домот, Марија плаче и Марта, а Исус се вели: смирете се, ќе видите сега чудо. Исус ја кажува на позната изјава: Јас сум воскресението и животот. Вистина, може да ја замислиме таа ситуација, браќи и сестри, драги пријатели, кога Исус излегол од гробот. Еден човек по име Майкл Грин ја кажува следнава дефиниција, многу силна. Без вера во воскресението христијанството не би постоело. Не би се родила христијанската црква, а Исусовото движење би исчезнало. Би изумрело со неговото погубување. Од цело ова може да се заклучи дека вистината за воскресението е точка на која христијанството паѓа или останува. Интересно, сосема точно кажал овој човек. Од сето ова може да заклучиме дека вистината за воскресението е вистина. И ние како христијани веруваме, ако нема воскресение, Павле вели, апостол Павле на друго место, взалут е нашата вера во Христа. И токму Исус преку своето воскресение истапнал на таа стара змија на сатаната. Ја победил Исус смртта. Ова смрт што денеска ние умираме е сон за Бога. Исус не ослободил од она втората смрт, како што вели текстот, од вечната смрт. И што се случува? Подосно ќе читам и текст, но прето да споменеме дека кога дошла Марија наутро кај гробот, го видела каменот тргнат. И тука приметила некој човек како стои. Таа се уште натажена. Ниту го гледа во очи човекот кој го приметил, туку вели: каде е? Ако сте го зеле, таа помислека тој чуварот, човекот кој ги уредува гробиштата, се вратила назад во Јерусалим, во градот, да им каже дека гробот е празен. И што се случува? Ги пронашла учениците сокрени таму во собата. А таа им вели: драги мои, гробот е празен. Исус воскресна како што и најави. И гледате овде на сликава сега. Петар и Јован, најстариот и најмладиот, трчаат по улиците на Ерусалим.
na Via Dolorosa, po ta istата улица кај што Исус го носел крстот, може би некои чикмаци, некои скратени патеки пронаоѓаат, да што побрзо стасат горе на Голгота и да го видат, односно да стасат до гробот, до гробишата каде што Исус бил погребан, да го видат дали навистина гробот е празен. И најпосле стасале. Може би дошол Јован прв, но од почит кон својот постар колега му дозволува на Петар прв да влезе во гробницата. И внатре приметиле дека гробот е празен. Но нешто им го привлекло вниманието. Што било тоа? А лиштата со кои Исус бил облечен или погребан. Овде вели дека во гробот се било убаво сложено на едно место. Тоа било знак кој укажувал на Господарот, кој секогаш позади себе остава ред. Приметиле дека Исусовите наметки со кои бил погребан убаво биле сложени, тој убрус или крпа тука на каменот поред гробот. Во старата култура, браќи и сестри, во древниот источен обичај, тоа имало знак и порака. Например, ако одиш на гости кај некого, или ако си гостник во некоја соба, како хотелска, кај што спиеш, ако после једењето, крпата која ти е дадена, ако ја згужваш и ја оставиш на страна, тоа било знак дека повеќе не се враќаш да јадеш. Или ако си во соба на спиење. Но ако ти е крпата здиплена и ставена на страна, положена убаво, или таму кај што си спиел, тоа било знак дека повторно ќе се вратиш на местото каде што си бил. Што ова укажувало кога учениците Петар и Јован виделе дека крпата е убаво сложена? Тоа имало знак, символичен знак дека Исус ќе се врати. Дека Исус не е украден пред се. Ако дошле римјаните или ако дошле разбойници да го украдат Христовото тело, те не би мислили да го сложат убаво крпата или она наметката со кој Исус бил погребан. Тие би го зеле телото и би го негде сокриле. Тоа било знак дека Исус ќе се врати. Дека Исус повторно ќе се врати по своите, дека нема тој да ги заборави. Интересно, Петар и Јован виделе внатре и поверувал. Еве, ова слика ни покажува, според традицијата, малце бледа сега, но сепак тука Исусовото тело, тоа се гробници, кај што го полагале телото на покојниот. Значи, еве го влезот и овде пишува, ако одете денеска во Иерусалим, ќе видите дека овде пишува, горе текст, сега не се гледа на сликава, дека Исус е жив, воскреснате. Христовиот гроб, драги мои, е празен. Додека гробот на Мухамед, на Конфуције и на многу други верски водачи се полни тие гробови со телата на тие покојни. Гробот на христијаните, односно гробот на Христа е празен. Тој е доказ дека Исус е воскреснат и дека повторно ќе се врати, како што и ветил, а подосна ќе читаме и библиски текст. Значи, Марија дошла кај гробот, еве таа слика, тоа ни го покажува, стоеше надвор при гробот и плачеше. Така додека плачеше, погледна во гробот и виде два ангела како седат во бели облеки, таму каде лежеше Исусовото тело, едниот кај главата, а другиот при нозете. Тие рекоа: жено, зошто плачеш? Им рече: го дигнале мојот Господ и не знам каде го положиле. Очигледно таа не ги ни приметила дека се тоа ангели, таа мисли дека тоа се луѓе кои го удржуваат гробното место. Таа била оплакана, но Исус бил жив, почитувани. Понекогаш и ние тоа не го гледаме. Притиснати од обврски, притиснати од проблеми, не ги гледаме Божите чуда, Божите дела. И откако го рече тоа, се обзерни го види Исуса. Гледате сега. Е кренела главата, Исус си дава привилегија на таа иста Марија, која била отфрлена во општеството, таа која го скршила садот полно со масло, со парфем. Проучувавме за неја во минатото проучување, се сеќавате. Сега Исус си дава привилегија да го види прва, но не знаеше дека Исус ја рече: жено, зошто плачеш? Кого бараш? Мислејќи дека е градинарот, таа му рече: Господине, ако го изнесе ти, кажи ми каде го положи и јас ќе го земам. Интересно, Исус е жив, а Марија се уште не може јасно да го види. Но кога почна да зборува, тој мелодичен глас,
Poznat za Marija so godini go slušala. Zašto Isus doađal vo nivniот dom, vo domot na Lazara, vo Vitanija. Marija сега го приметила, го признала, сватила дека Исус е воскреснат. И навистина Исус ја рече Марија, таа се заврати и му рече Равуни, што значи учителе. Исус ја рече, не допирај ме, зашто уште не отидов горе при мојот татко, туку оди при моите браќа и речи им, се враќам при мојот татко и вашиот Бог. Марија Магдалена отиде и им јави на учениците дека го видела Господа и дека тој рекол. Интересно, Марија толку го фатила Исуса за нозете, што Исус морал да каже, остави ме Марија, имам уште работа, се уште не сум завршил, треба да отидам кај Отецот, па потоа да отидам во Иерусалим, да се јавам на Тома и на останатите ученици кои биле во страв. Подосна ќе го читам и текстот за Тома, кој кога Марија дошла да ја соопшти ова радосна вест. Тома не бил присутен во тој миг и затоа не верувал, но Исус ќе му даде прилика да лично го види. Но овде гледаме дека Исус буквално и вели, немој толку да ме држиш, Марио, немој толку да ме стискаш во својата преградка, бидејќи јас се уште имам работа. Сигурно Марија била радосна што повторно го има учителот крај себе. 3 дена не спиеле. Била тажна, не само таа, туку сите ученици кои го следеле Исуса Христа. Сега учителот е жив. Она што Исус го кажал, тој е жив. Таа вели разговарав утрово со него. И останатите жени го виделе празниот гроб. И тие се сретнале со Исуса. А тој подосна се јавил, рековме, и на учениците. Но Тома не бил присутен и не верувал дека Исус е жив. Ние живееме и умираме, почитувани, но Исус умрел и жив е. Интересно, овде имаме 2 групи на луѓе. Они кои ќе веруват со допир, а они кои ќе веруват, кои не го видели Исуса, но со вера ќе го прифатат. Ние во која група се наоѓаме? Секако во на втората група, ние Исуса не сме го видели буквално физички со своји очи, но ние го гледаме со очите на вера. Тома имал привилегија, имал прилика да го допре Исусовото тело и поверувал. Но, браќи и сестри, интересно, овде вели по 8 дена, неговите ученици пак беа внатре. И Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече, мир вам. Потом му рече на Тома, испружи го твојот прст ваму и види ги моите раце. Испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра. И не биди неверен, туку верен. Тома одговори и му рече, мој Господ и мој Бог. Исус му рече, поверува зашто ме виде. Блажени се кои не виделе, а поверувале. Интересно, овде Тома има таа привилегија да го допре Христовото тело, да ја допре таа рана. Тука, кај што копјето римско беше Исус прободен. Јован тоа го опишува. И Исус вели, поверува зашто ме виде. Блажени се кои не виделе, а поверувале. Значи, овој текст укажува на 2 категории на луѓе, почитувани. Они кои виделе веруваат и они кои не виделе, но сепак веруваат. Ние сме таа група, втората, која не сме го виделе Исуса, не сме живеле во тоа време. Но денеска со очите на нашата вера ние веруваме и она што Библијата го спомнува, го пишува, го прифаќаме дека е така. Вистина, учениците сега биле радосни, среќни, што е повторно Исус со нив. И додека тие разговараа и се запрашуваа, сам Исус им се приближи и одеше со нив. Подоследна група на ученици оделе покрај езерото. Разговарале. Исус им се приближил. Исус ги охрабрил. Исус повторно им кажал дека тој ќе биде постојано со нив. Понатаму може да кажеме и следниот текст, односно еден пример кој ни илустрира што значи да имаш ученик, што значи да имаш учител кој те сака и те почитува. Еден човек бил уметник.
odnosno imao kolekciji na umetnički dela. Tek se odveli дека dobil sin i sakal da go nasuči njegovijot sin da bide umetnik, da se razbira vo različiti umetnički dela i sakal posle njegovata smrt celata kolekcija da mu je prepušti, da mu je predade na njegovijot sin. Celo to njegovo bogatstvo. Momčeto porasnalo i koga došlo vreme, go povikale vo vojska, a potom i na front. U tije vojni uslovi, kad što vojoval zajedno s ostanatite vojnici, njegovijot kolega bil ranet. I to je se vpuštil vo pomoć da go izvleče od dupkata i da go vnese na sigurno. No taka vlečejki go njegovijot kolega ili prijatelj, to je bil pogoden smrtno i počinal. Onoj koji bil ranet, se izvleko, ostanal živ i za vozvrat na svojega prijatelj koji mu go spasil život od ja naslikal ta scena onaka kako što zna, ali ne bil neki profesionalen slikar, međutim amaterski napravil jedna slika i koga se vratil doma, otišel da mu je podari na tatkoto od momčeto koje go spasil vo vojnata. Stariot kolekcionar go vnel vo svojeto atelije i mu rekao, pogledajte gi, ve molam, ovi umetnički dela. Tukaj imalo slike od Rembrandt, Picasso i ostanatite poznati imenja. Potom продолжил. Iako ovi se mošne vredni dela, vašta slika, momče, portretot na moj sin, ke dobije glavno mesto vo ova prostorija. Svesen sum deka nema baš golema umetnička vrednost, no za mene je neprocenljiva, bidejki go predstavljava moj sin. Podocna se veli deka toj čovjek počinao. So testament odlučil njegovata kolekcija da je prodade na aukcija i ono što najmnogo ke dade, ke go dobije celiot imot. Znači, to je napravil testament, njegovijot advokat koji go zastapoval, posle njegovata smrt zakažal jednostavno prodažba, aukcija na njegovite dela. Došle mnogo vidni luge koji bili zainteresirani da gi kupa delata novoj poznat umetnik, odnosno ova vredna kolekcija na stariot, poznavač na umetnosta. I taka počnala aukcijeta. Svi to očekuvale nekoja borba koja ke se vodi, koji povijek ke dade za te umetnički sliki koji gi imal ovaj star čovjek. Početnata cena na jedna slika, na jedna amaterska slika koja je bila postavena na početak činila $100. Nikoj ne se osmelil da ja kupi. Među prisutnite je bil jedan sosed na stari od gospodin, znači njegov sosed, koga je vidjel slikata, go prepoznal sinot na njegovijot komšija, njegovijot prijatelj. To je rekao, da li nekoj nudi poveke, nikoj ne nudil, no to je izvadil $100 i onoj koji je bil odgovornijot, veli prv pat, vtor pat, tret pat. Otkako udril se očekanot, voditelot na aukcijeta izjavil, dami i gospoda, sova aukcija je završena. So prodažba nova amaterska slika. Ovaj čovjek što ja kupi amaterskata slika dobi se. Celata njegova kolekcija stanova njegova sopstvenost. Što nego duvale ostanatite luge? Pa nije sme podgotveni za vistinsko nadavanje, rekli ostanatite. Ne, rekao odgovorniot. Bidejki eve vo testamentot pišova, koji ke go zeme portretot na moj sin, njegovo je se. Da li ja razbrafem porakata, počtovani? Znači, ako postavile sliki od one poznati imenja, Rembrandt, Picasso i taka natamo, može bi nekoj bi dale i ogromni sumi na pari. No ovo je odgovorniot koji je bil naznačen od stari, od koji vek je počinat, je postavil prvata slika koja je bila najvredna za stario. To je bilo slikata na njegovijot sin. I zato to je u testamentu rekao, koji ja kupi prvata slika, sve to bogatstvo go dobiva. Ovaj primjer me podsjetova na ovaj tekst od svega kje go čitame. I ovaj svedoštvo to, Bog ni dade večen život i toj život je vo njegovijot sin. Koji go ima sinot, ima život. Koji go nema, Božjot sin, nema život. Prašanje za nas, večerva, da li nije počtovani, go imame Isus Hristos.
Može sve da imame, no ništa to ne vredi. Ako go nemame, Sinot Boži. To je naš spasitelj. To je onoj koji će ne otkupi i ne otkupil od smrta večna. No naše da go priznajeme, naše da go prihvatime, naše da poverujeme v naš spasitelj Isus Hristos. Zašto ja živjam, Isus veli, i vijek je živejete. I сега го читаме најубавиот текст во Библијата, најдоброто ветување. Ветување кој ги греело срцата на илјадници, на милиони луѓе во минатото. Текстот се наоѓа во Јован 14 глава, во првите 3 текста. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев, зашто одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Наистина, ова изјава Исус ја дава тука во подножјето на Маслинската гора. Исус ги собрал своите апостоли, своите ученици. Дошле уште десетици луѓе кои верувале во Исуса, кои го сакале и го почитувале. Исус ја дава ова изјава. Многу важна изјава. И кога ќе отидам и ви приготвам место, повторно ќе дојдам, вели Исус, да ве земам при себе и вие да бидете со мене. И ги изведе до Витанија. А која е Витанија? Местото на Лазар, се кавате. Тоа е близо до Ерусалим. Километар 2. Тука Исус се вознел и ги изведе до Витанија. Легендата вели, подоцна ќе видиме и каменови, 3 каменови. Наводно Исус се качил на 3 камења и од тука се вознел. Постои место по легендата, по традицијата, кај што одат туристи и се сликаат, и тоа место таму е место кај што е направена и соградена е мала црква. Но текстот вели и ги изведе до Витанија, ги подигна своите раце и ги благослови. Еве ова слика, тоа ни го уметникот илустрира. И додека ги благословуваше, се одели од нив и се вознесе на небото. Интересно, замислете таа гледка, таа слика. Како што Исус, кога се роди во Витлеем, дојдо група на ангели и пастири и ги слушна оние зборови, слава на висините, а помеѓу луѓето мир и добра волја. Сега повторно ангели двајца доаѓаат. Им кажуват на присутните, ово Исус кој од вас се зеде, повторно ќе дојде, како што го видовте. Гледате, почитувани, каква порака ни дава Библијата. Еве таа црква која е изградена токму на тоа место каде што се верува дека Исус се вознел на небото. Еве, тука се дават и дарови, не се гледа, овде има еден сад, еве ги парите. Значи, ове се каменови, на тоа место, тоа е вака урамено, тука Исус стојал, ги крнал рацете и се вознел кон небото. Тоа е верување и денеска таму одат туристи, се сликаат и се подсетуваат на тоа место кај што Исус се вознел на небото. Интересно, ове двајца ангели кои прозбореле на присутните им кажува, еве ова пресконференција бе нарекле, представници од небото, ангелите, еве ги двајца, тука мноштво луѓе дошле, слушаат гласови и вели, и кога гледа кон небото, додека тој се вознесуваше, ете двајца мажи во бела облека застана покрај нив. И што се случува? Им рекоа, мажи галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Ово Исус кој од вас се вознесе во небото ќе дојде така, како што го видовте да оди во небото. Значи, почитувани, денес Исусовиот гроб е празен, бидејќи тој воскреснал. Од Маслинската гора Исус се вознел на небото и повторно ќе дојде на Маслинската гора. Така вели текстот. Од каде што Исус се вознел тука во близина на Ерусалим, повторно еден ден Исус ќе стапне на таа Маслинска гора. Тоа е место кај што Исус ќе се појави повторно, но сега жив. Сега ќе дојде како господар, како цар на царевите. Тој наскоро ќе се појави и ќе го исполни своето ветување. Но, дали ние ќе се најдеме во таа група
Oni koji će kažat, evo go našиот Господ koga čekavме, ili će kažat, padnete planini gori, da него гледаме лицето на оној кој доаѓа. Зависи од нашата денешна подготовка. Дали сме ние денеска подготвени да го дочекаме Исуса Христа? Додека Исус не дојде, ќе се случуваат, драги пријатели, знаци. Еве сега во наредните неколку минути ние ќе читаме неколку текстови од Библијата и ќе видиме кои се тие знаци на кои треба да внимаваме, зашто тоа се знаци кои нас не предупредуваат. Пред малце видовме сликава која ни укажува на, знаете, во секој автомобил има контролна табла. Таму има жолти, има и црвени сијалици. Жолтите не предупредуваат дека нешто се случува во колата, во моторот, но сепак може да стасеме до дома или до првиот мајстор. Но ако се покажат црвени светла или ако треперат црвените сијалички, тоа е знак дека треба хитно нешто да превземеме. Така нова контролна табла во Матеј 24 глава ни се укажува дека тие сијалици полека почнуваат да светлат. И затоа мора да се внимава. Ајде да го читаме текстот во 24 глава, 6 стих. А ќе чуете за војни гласови, а ќе чуете за војни и гласови за војни. Пазете да не се уплашите, зашто тоа треба да се случи, но уште не е крајот. Интересно, Исус овде цитира многу настани кои ќе се случат во природата. Овде слушаме за војни. Мислам дека не треба многу да зборуваме. Ако отворите само радио или интернет, ќе видите дека нон-стоп, постојано се водат војни во целиот свет. Знаци во природата. Ќе има глад и помори, земјотреси на разни места. Библијата предкажува, почитувани, маки, глад, епидемии. Не треба тоа да не уплаши, туку да не подготви, да бидеме подготвени, спремни за Христовото враќање. Бидејќи живееме токму во тоа време. Оваа страница, што ја овде гледате, може да отворите на интернет и постојано таму се вртат нови податоци за случувањата во светот. Еве, ова е пред 3 дена податоци. Знаете колку има жители на ова планета? 7 милиарди 672 милиона 769 и останатите бројки ги имат овде. Значи, ова се пред 3 дена, 26 ги снимив ове бројки. Но сега ако одете на интернет, понатаму, родени ова година, починеле ова година, 58 милиони, погледнете. Починале денес, пораст на населението. И ако одете подолу, ќе видите колку луѓе вечера ќе легнат без јадење, колку ќе умрат од глад, каде се водат војни, колку луѓе умираат од рак, од разни болести, од сообраќајни несреќи. Значи, на таа страница може слободно да влезете и да го пратите, да ги пратите тие движења, зашто ова се снима и во живо, значи тие податоци се вртаат постојано и може да ги пратите. Навистина, бројките се страшни. Например, еден податок вели, а тој сега веќе стар, секој минута 13 души го губат животот, зашто не се во состојба да ги задоволат своите физички потреби. Понатаму се вели дека и додека 10 минути трае нашата пауза за ручек, додека јадеме дома, за тоа време од глад ќе умрат 130 луѓе. Замислете, за 10 минути ќе умрат 130 луѓе од глад, додека ние јадеме или вечераме, односно ручаме, поедуваме. Тоа се податоци кои дословно се исполнуваат, како Исус што вели, ќе има глад, ќе има помори така натаму, ќе има земјотреси. Пред 2-3 дена во Индонезија слушнавте што се случи. Преку 400 луѓе моментално беа убиени, односно уништени. Неколку пута толку исчезнале, а илјадници ранети, земјотреси, катаклизми, поплави, земјотреси. Некој би рекол, па од секојаш имало земјотреси. Да, имало, но не биле така огромни, катастрофални. Во последните неколку децени 10 пати се зголемил бројот на земјотресите. Ние живееме, почитувани, на една пиена планета, би рекле. Постојано земјата се треси, понекој што и него ни приметуваме. Затоа,
Текстот вели дека ние живееме токму во тоа време кај што луѓето ќе се збунит. Еве Лука што вели за стравот. И ќе има знаци на сонцето, на месечината и на звездите. А на земјата народите ќе бидат офатени од страв и збунетост. Мислам дека денеска нема човек кој не е уплашен, кој не е збунет. Вели, од бучењето и од морските бранови. Луѓето ќе примират од страв, од исчекувањето на она што ќе го снајде светот, зашто небесните сили ќе се затресат. Денеска постојат земји во светот кои се наречени како мирни земји. Во Европа, знаете, Швајцарија е една посакувана земја, која е слободна, не е ниту во некој пакт или организација. Меѓутоа, вела дека Норвешка е една многу добра земја. Мирна земја, нема убиства, нема терористи и така натаму до пред некоја година. Меѓутоа, денески Норвешка веќе не е земја ветена. Знаете што се случи во Норвешка пред неколку години? Кога еден човек, едно момче, уби 80 и неколку деца, млади. Сеќавате, тој ја зел својата пушка 2011 година, кога уби 86 луѓе. Жителите на оваа држава, кои до тога живееле мирно и безгрижно, вела дека нападот на овој терорист го разнишал нивното чувство на сигурност, дека животот во Норвешка повеќе никогаш нема да биде ист како порано. Вистина, тоа беше момчето по име Андрес Бернинг Брейвик. 22 јули 2011 година. Тоа се уште не е во сеќавање. Пред тоа поставил неколку бомби, експлодира да ги збунат полицајците, да отидат таму, а тој на едно езеро, кај што група на млади доаѓале на пикник и со пушка убил 80 и неколку, како што спомнавме, 86 млади луѓе. Нема сигурност, почитувани. Живееме во време на страв. Кога излегуваш на улица, не знаеш дали ќе се вратиш жив и здрав. Тоа е пророштво и денеска тоа се исполнува. На земјата народите ќе бидат офатени од страв и избунетост од бучењето и од морските бранови. Понатаму, што да кажеме за равнодушноста? Денеска се проповеда во цркви, на улица, преку печат, на радио, на телевизија, на интернет. Милиони луѓе се равнодушни, баш им е гајле. Едноставно немат време за Бога. Нешто слично како во времето на Ное. Се до оној миг, вели Библијата, дека не почнаа првите капки. Замислете, Ное влегол во бродот. 7 дена немало ништо. Сонцето излегувало на исток, заоѓало на запад. Луѓето станувале, оделе на работа, се враќале. Банките цветеле, работеле, бизнисот им цветел на луѓето. Доаѓале некои тропале. Му се посмевале на стариот Ное дека нешто не е во ред. Се затворил меѓу животните и го прашувале: дедо Ное, како ти е внатре, ти смрди? Да, тоа бил испит и за Ное. Но после 7-миот ден почнале првите капки, првите облаци. Луѓето почнале да се гледат еден во друг, што се случува. И кога надошле реките, тогаш дошле да тропат сега од други причини, да го молат стариот Ное да им отвори. Но не можел Ное, немало квака, немало брава. Бог ја запечатил вратата. Господов ангел дошол ја запечатил. И затоа Исус прави паралела, почитувани, од времето на Ное и наше време. И еве го текстот да го читаме заедно. Како во Ноевите денови, така ќе биде и при доаѓањето на човечкиот син. А Исус рече, пред малку читавме во Јован 14 глава, одам и ќе се вратам. И сега текстот вели, така ќе биде и при доаѓањето на човечкиот син. Зашто како во деновите пред потопот, јадија и пија, се женија и мажија, до денот кога Ное влезе во ковчегот и не знаја додека не дојде потопот и однесе се. Така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Ова е конец, што би рекле русите. Ова е крајот.
Nema poveke vreme za popravak, nema vreme za razmisluvanje, nema vreme da kažeme ke vidime utre, zadutre. Ovaj kraj počitovanі. Но им упатил посаден повик на своите сограѓани. Кој влегол, кој останал. Така ќе биде и при доаѓањето, вели текстот, пред Исусовото доаѓање. Зашто ќе се појават и лажни Христуси. Ова уште еден знак. Многу луѓе ќе отстапат од Евангелието. Овде гледате на сликава апарат кој треба да ти означи кои се вистинските пари, а кои се лажните. Не само што се печатат лажни пари, евра, долари или некои други валути, ќе се појават и лажни Христуси, кои ќе проповедат извртена наука, дека можеш да правиш се и да бидеш спасен. Дека можеш, дека Исус е милостив и на крајот само да се поздравиш, ќе му намегнеш на Исуса и тој ќе те пушти низ вратата. Стариот дедо Петар ќе те пушти. Свети Петар, непочитувани. Еве што ќе се случи пред Христовото доаѓање. Ќе се појават вели лажни Христоси и лажни пророци, па ќе прават големи знаци, не мали, големи знаци, со цел да го привлечат нашето внимание. Овде вели и чуда ќе прават, за да ги заблудат, ако е можно, и избраните. Интересно, Сатаната многу добро ги употребува овие чуда. Тој ќе измисли лажни теории да го измами човештвото. И затоа Исус не предупредил почитувани да внимаваме. Значи, после парите, што се прават, фалсификат, банкарите ги повикуваат своите службеници, ги обучават дека мора да ги познават оригиналите. Тие немат време да ги учат, да ги препознават они кои се фалсификувани пари. Нив такви не ги интересира. Ако тие ја знаат вистинската новчаница или пара, како изгледа, лесно ќе ја препознаат она кој е фалсификат. Ако ние ја знаеме правата вистина врз основа на Библијата, ако дојде до нас некој списание, некоја книга христијанска, со лажна теорија, брзо ќе ја препознаеме и ќе ја оставиме на страна дека е лажна. Дека не води кон Христа, туку не одведува од Христа. И затоа Исус не предупредува уште еден знак дека ќе се појават лажни Христоси. И ова Евангелие за царството ќе биде проповедано по целиот свет. Ова е еден од последните знакови. Значи, во последно време Евангелието се проповеда на сите 4 страни. За сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде свршетокот. Значи, за едни ќе биде сведоштво, а за други ќе биде спасение. Сега тоа зависи од нас. Дали ние ги познаваме, почитувани, знаците кои не предупредуваат? Многу е важно да ги знаеме, да ги пратиме знаците, да не каскаме позади знаците, туку да ги редовно читаме и да бидеме во тек со настаните што се случува нова земја. Едно момче било пилот во Втората светска војна. Добивало постојано, редовно писмо од некое женско лице од својата матична земја. Во писмата тој читал цитати од Библијата, кои го храбреле во неговите најтешки моменти. Еднаш кога бил во голема опасност, прочитал цитат од едно писмо кое гласел вака. А тоа било препишено од Псалам 23:4, каде што пише: "Ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезал и твојата палка ме утешуваат." Ова момче одлучило во себе си, кој ќе заврши војната, да ја побара таа женска особа или женска личност и да се запознае и да ја заблагодари што му пракила писма. Тој дека бил во војната, таму дека бил во рововите и дека лежал во собата, ја замислувал таа женска како висока, руса, згодна девојка со сини очи. Дури помислил, ако еден ден има прилика да се сретне со неа, дека ќе ја побара за жена. И замислите, завршила војната, тој одговорил со писмо и се договорил да се најдат на железничката станица во еден град, а како знак на разпознавање, бидејќи сега пред малку зборувавме за знаците, дали ги препознаваме, како Исус што ги кажал. Ова момче се договорило со девојката како знак на разпознавање да има женската во своите раце црвена роза, односно на низиниот фустан, да стави една црвена роза, ево на слика овде имаме црвена
роза, женската требала да го стави на низиниот фустан. Во договорено време, момчето се појавило на железничката станица. Имал трема, не знал сега како ќе биде таа средба и ги наблюдувал минувачите. Одеднаш забележал како му се приближува една девојка која била слична на мечтата или на неговата замисла како би изгледала таа девојка, бидејќи не се познавале до тогаш. Веќе тргнал да ја поздрави, но тогаш во последен момент забележал дека низиниот фустан имало закачено бела роза, а не црвена. Веднаш зад неа одела една пониска госпоѓа, малку полничка, некаде отприлика околу 60 години таа госпоѓа била позади она девојката која поминала пред него. Одела малку потешко од оваа млада девојка, но на својот фустан носела црвена роза. И сега тоа го збунило. Бидејќи првата девојка, женска која поминала, носела, рековме, бела роза. Позади неа наишла друга госпоѓа, постара, со црвена роза. И сега момчето и пристапило на госпоѓата и рекло: "Госпоѓо, би сакал да ве повикам во овој ресторан да ви се заблагодарам на благородното дело што го направивте за мене." Жената била изненадена сега. Не знаела што се случува, но сепак прифатила. Седнале во ресторанот и момчето рекло: "Госпоѓо, примете мојата наискрена благодарност за она што го направивте за мене. Вашите писма ми го сочуваа животот. Како ли само знаевте да пишувате такви охрабрувачки писма?" А жената го гледала и на крајот се насмевнала. "Момче, не знам зашто зборувате. Јас не знам ништо за вашите писма. Во возот патував со една прекрасна девојка која ме замоли на својот фустан да ја ставам ова црвена роза. И ако ми придете, да ви кажам дека ве чека во оној другиот ресторан, затоа одете таму да ја запознаете." Таа ги пишувала тие писма. И момчето веќе не чекало. Скокнало од столицата, отишло во другиот ресторан и целиот случај завршил така што тие се на крајот венчале. Знакот вреди само тогаш кога го познаваме оно што го дал. Гледате, ово момче го следил знакот. Иако тоа било договор меѓу девојката во возот и постарата госпоѓа. Да таа го закачи, да ја закачи црвената ружа. Но таа ќе биде мост кој ќе го упати момчето кон вистинската девојка. Почитувани, дали ги пратиме ние денеска знаците? Знаците кои се одигруваат. Кога Исус ќе дојде, ќе има само две групи на луѓе. Еве го текстот. И земните цареви, и големците, и војсководците, и богатите, и насилниците, и секој роб, и секој слободник се сокрија во пештерите и по горските камењари. Велејќи им на горите и на карпите, паднете врз нас и скрите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето. Интересно, тоа ќе биде страшно време, кога ќе се тресат планините, горите, земјата, почвата. Погледнете ова страшна слика, малце е мрачна, но уметникот тоа го замислил да го илустрира и да покаже дека денот Д или денот Христов последен ќе биде за некој страшен, а за некој ден на радост. Радоста на спасените која ќе биде? Еве што ни вели пророк Исаија. Читаме во 25 глава од Исаја 9 стих. И ќе рече во оној ден: "Ете, ово е нашиот Бог, во него се надевавме, тој не спаси, да му воскликнуваме и да се веселиме на неговото спасение." Браќи и сестри, драги пријатели, Исус ќе дојде, но дали ние ќе бидеме во таа група или не, зависи од нас. Исус ќе дојде на оваа планета. Но кој ќе дојде, во која група ние ќе се најдеме? Оние кои се залепиле за овој живот, за овој свет, или оние кои се подготвени да се одлепат и веднаш да заминат со Христа? Филозофот Крегор, овде имаме насликава јато на шатки или патки. Данскиот филозоф Крегор напишал дека во една ситуација ги наблюдувал дивите гуски
што летеле на небото во облик на буквата В, латинично В. И се вели во овој текст дека една од гуските во текот на летот била повредена и паднала. Слетала во еден селски двор, меѓу живината, меѓу кокошките, петлите и мисирките. И тука ја поминала целата зима. Незиното повредено крило полека закрепнувало, со живината поминала речиси една година и повеќе поверувала дека и таа е кокошка или можеби мисирка. Заборавила дека е гуска. Го заборавила своето потекло и незините инстинкти речиси згаснале. Следната година, во исто време, јато гуски повторно поминало на тоа село, на тоа место. Таа слушнала повторно глас, слушнала небесен знак, дека припаѓа во тоа јато. Ги расширила своите крилја, замавнала неколку пати, зела залет, но не успела да полета. После пак паднала. Неколку пати така покушавала и на крајот, знаете што се случило? Успела да се вивне. Скоро ги стасала, се приклучила кон групата на гуски. И така додека летела со нив, во главата и се јавила мисла. И се јавила слика на селскиот двор, доле кај што била цела година со кокошките и мисирките. И додека летала, си помислила дека е побаво доле да се врати, меѓу кокошките. И Кергегор вели за неа, се задоволила со нешто помалку. Се задоволила со нешто што е врзувало за земјата. Се свртила и повторно се вратила меѓу кокошките и миските. Дали ние сме слични на оваа гуска, почитувани? Дали нас не врзува нешто за оваа земја? Што не може да се одлепиме толку, и ако се одлепиме малку, после неколку десетици метри ќе се вратиме повторно во селскиот двор меѓу кокошките, меѓу петлите. Наместо да се вивнеме горе, нашето место е горе, меѓу јатото. Таму е нашето место. Дали ние го слушаме тој небесен глас? Глас кој не повикува дома. Бог би сакал сите ние вечера да донесеме добра одлука, дека ќе одиме горе, дека нашиот дом е горе, дека овде сме само гости. Исус ќе дојде наскоро. И текстот вели во Евреите уште малку, мошне малку. И оној кој доаѓа, ќе дојде и нема да се забави, а мојот праведник ќе живее од верата. Ако ли се повлече, мојата душа нема да благоволи во него, а ние не сме од оние кои се повлекуваат за погибел, туку од оние кои веруваат за спасение на душата. Почитувани, ќе дојде Исус наскоро. Дали ќе се најдеме во групата на спасените или не, зависи од нас. Исус е жив, тој ќе се врати. Но дали ние ќе бидеме во групата кои ќе го дочекат или не, зависи од нас. Господ да ни помогне, да навистина се подготвиме, да веруваме целосно, да ја прифатиме пораката за воскресението, дека Исус воскреснал и дека ветил повторно ќе дојде на ова планета да не земе тебе и мене и да бидеме сите ние еден ден во вечност со Него. Господ да ни помогне и да ни даде сила да издржиме и да бидеме еден ден во вечност со нашиот Спасител Исус Христос. Амин.